Good morning, darlings. Дами и господа, во тек еден од најдолго очекуваните мечеви годинава, речем Оливот. Од мојата горна страна, истрајниот борец наречен дизајнер. Од мојата долна страна, опасниот противник со безброј нокаути под својот појас. Сите го знаете како празен лист хартија. Моливот ги повикува двајцата. На мој знак почнувате. Очекувам фер борба и нека победи подобриот. Спремни? Сега! Одеднаш настапи тензија. Дизајнерот остро го гледа својот противник. Меѓутоа не знае што да му каже. Како да го нападне. Доколку идеите што му простројуваа низ глава имаа звук, ќе се слушнеше ништо. Доколку неговите грижи имаа звук, ќе подсетуваше на музички концерт каде што настапуваат Slipknot со музика која би вознемирила цел комшиски блок. Немам појма што треба да правам. Рокот е до утре. А паралелно со нив, на истата бина и Джеймс Блант, со доволно плачлив глас. Јас сум еден безвреден дизајнер. Довидување на мојата кариера. Пенкалата покрај рингот го коментираат мечот. Празниот лист хартија повторно се наоѓа во веќе добро позната ситуација. Дизајнерот е збунет, упатува погледи кон својот компјутер. Ова е сигурен знак дека ќе го предаде мечот. Коцките се наместени за уште една лесна и сигурна победа. Меѓутоа, денес празниот лист реши да ги смени правилата. Хеј, дизајнеру, намалија буката во глава. Да, тебе ти се обраќам. Како планираш да ги слушнеш своите идеи кога ни сами од себе не можеш да се слушнеш? Никој не очекуваше дека ќе дојде до ваков пресврт. А најмалку дизајнерот. Неговиот поглед кој копнееше за компјутерот гледајќи го како свој спасител од агонијата, се сврти повторно кон празниот лист. Види сега, имаш две опции. Да признаеш пораз и веднаш да седнеш на компјутерот и најверојатно и таму да завршиш со пораз. Или пак да ме сослушаш, па да го направиш овој меч поинтересен, а можеби дури и да победиш. Нема одговор. Океј. Штом се уште седиш на столов, ќе претпоставам дека си доволно љубопитен да ме сослушаш. Или можеби само доволно збунет, што еден празен лист хартија ти се обраќа. Како и да е, предлагам да се обидеме да те направиме подостоен противник, рече листот, привлекувајќи го целосното внимание на дизајнерот. Како прво, буката во твоите мисли. Знам дека си навикна таа да е постојано таму. Дури кога ќе се појави простор за тишина, ти веројатно веднаш би се потрудил да ја пополниш. Но ќе ти откријам една тајна. Токму таа моментална тишина ти дава насочена енергија да тргнеш по патот кон својата цел. Соочувањето со празен лист е соочување со тишина. Меѓутоа твојот мозок, штом ќе регистрира тишината, почнува да пука рафали на бескорисни информации. Со години е трениран дека тишината е чудна, неприфатлива, непродуктивна и дека по секоја цена треба да се исполни. Твојата прва задача е да ги препознаеш тие рафали и потоа да дизајнерот погледна во својот телефон. Нотификацијата беше доволна да му го оттргне вниманието. Пенкалата пак ја разбра нотификацијата како знак за тайм-аут. Крај на првата рунда, каков хаос, драги гледачи. Празниот лист имаше чиста шанса за победа, но како намерно да ја продолжува играта.
Се прашувам, зошто и воопшто се трудам. Промрмори листот. Дизајнеру! Фокус! Не ми се верува, пред тебе имаш празен лист кој ти зборува, а тебе една нотификација успеа да ти го одлече вниманието. Продолжувам понатаму. Се надам без никакви прекинувања. Како што спомнав, твоја прва задача е да го препознаеш тој тек на деконцентрирачки мисли. И доволно е една таква мисла да го помине прагот и потоа ќе бидеш одлечен во цела река на споредни работи, кои немаат никаква допирна точка со твојата креативна цел. Откако ги препознаеш тие мисли, што се обидуваат да ја пополнат тишината, првиот инстинкт ќе ти биде да ги игнорираш. Да си кажеш себе си: не се важни, не се важни. Меѓутоа, ова функционира подеднакво исто ако ти кажам: не размислувај сега на розава панда или на виолетов пингвин. Наместо игнорирање, првиот чекор е само да ги наблюдуваш мислите. Навикни се на идејата дека тие може да поминат покрај тебе, да течат како една река, да ги видиш од што се составени, да ги пуштиш да продолжат во еден тек, без да имаш потреба да ги подигнеш, да ги фатиш, да ги задржиш. Целта, дизајнеру, е да си докажеш себе си дека ти ја имаш контролата на своите мисли и дека ти ја имаш способноста да дојдеш до моментот на тишина. Заврши листот со драматична пауза. Друже, дој ваму, каков црн лист, сам ја знаеш дека е многу полесно да го решиме проектов заедно. Фино ќе си седнеш, па ќе отвориш тапче, па Pinterestче, па тапче, па со дрибелче, може и тапче со Behance-че. Тргаме да собираме инспирација, друже. Се вклучи компјутерот во разговорот со еден прилично дружелюбив тон. Празниот лист хартија, да не беше празен, ќе превртуваше со очи. А како да не биде доволен компјутерот, па се вклучи телефонот. Истиве работи можеш и кај мене да ги правиш. И тоа додека чекаш ред во банка или седиш на најинспиративното место во домот, тоалетот. Дизајнерот беше збунет. Дали да ја прифати понудата на дигиталните уреди или да дознае што има уште да каже празниот лист. Го погледна повторно, очекувајќи да добие некаков одговор, насока. Листот, како да воздивна и смирено рече. Пред малку го наблюдуваше компјутерот. Веројатно мислејќи дека таму е полесно. Но си се запрашал ли зошто е тоа така? Да речеме дека сега ќе седнеш пред компјутерот и ќе ги отвориш сите тие тапчиња и потоа што? Што? Немој да ме сватиш погрешно. Нема ништо лошо со компјутерот и со телефонот, но важно е како и со што седнуваш. И доколку се наоѓаш во овој хаос од мисли, истражување, инспирација, ќе истражуваш како гладно животно што само се обидува да се засити, да најде храна. И шансите се поголеми дека ќе се задоволиш со нешто просечно, нешто неквалитетно, само за да го згасиш тоа чувство на глад. Дали ти е тоа доволно? Праша реторички листот, одвлекувајќи го вниманието дури на моливот и на пенкалата. Ќе ти откријаме втора тајна. Веќе рековме дека кога ќе успееш да се соочиш со празниот лист, си научил да се соочуваш со тишината. А тајната е дека празен лист може да биде било што. Празен лист може да биде компјутерот, одреден зид од собата, пейзажот што ти се појавува додека трчаш, фасади на згради, додека шеташ низ градот, дури ноќната атмосфера. Запомни го чувството на тишина кога си пред мене и повикај го во било која ситуација. Зборовите на празниот лист стануваат се повлијателни во мислите на дизајнерот. Острината во неговиот поглед покажуваше разбирање на ситуацијата. Јас сум всушност твоја рефлексија. Кога имаш немир во себе, немир ќе се појави и во мене. Кога ќе влезеш во борба со мене, влегувам и јас во борба со тебе. Кога ќе создадеш тишина, тогаш започнува магичниот процес. Твојот мир ќе се поклопи со мојот мир.
и нашите состојби ќе бидат во целосна синхронизација. Се што твоите мисли ќе замислат, може да се појави на мене, дури и без да правиш потек со моливот. Тишината веќе беше присутна. Моливот гледаше со вчудене видување како дизајнерот проектира идеи врз празниот лист без повлекување на ниту една линија. Неговата улога како судија на овој меч како да испари и се замени со една далеку подлабока улога. Дизајнерот беше конечно спремен. Сега работите делуваат толку јасно. Спремена да ја повлече првата линија. Врвот на моливот воспоставува контакт со хартијата и звони телефонот. Звони телефонот.